Не диши, имаме други приоритети. Сакаме лек, не комодитет. Ова беа дел од пораките на болните од цистична фиброза кои повторно излегоа на протест. Овој пат незадоволството го искажаа пред Министерството за финансии. Од асоциацијата инсистираат да има континуирана програма за набавка на лекот Трикафта, а не еднократно и со интервентен увоз. Од финансии добиле ветување дека лекот ќе биде обезбеден за уште 18 пациенти кои се во средна и тешка здравствена состојба, а за останатите стотина кои се борат со болеста имало пари за лекот, ама не се знае дали ќе биде обезбеден. Известија дека не треба рефинансирање и дека веќе они ги имаат средствата, тоа е со некој си нов буџет што го направиле за оваа година, кој што бил поголем за разлика од лани, тие работи ние не ги следиме, не ни се толку битни. Битно е што влегуваат сите пациенти и можат, и они кажаат дека со тоа можат да ги покријат сите пациенти, што значи дека ќе бидеме поштедени од чекање на рефинансирање и сами признајаат дека веќе ги имаат средствата, мислам дека е прашање само на волја и на организација. Од асоциацијата велат дека борбата за Трикафта продолжува, се додека не се обезбеди лекот за сите пациенти. Колку порано се почне со терапија, толку помали ќе бидат влошувањата на пациентите, воопшто нема да дојде до оштетување на одредени органи како што сме имале ние и многу средства кои државата ги издвојува за нас и за лекување нема воопшто да бидат потребни кога Трикафтата ќе ни биде достапна. Нашата битка ќе продолжи се до последниот пациент додека не добие и да се подразбира сите новородени да си ја добиваат терапијата без вакви борби и протести. До сега Трикафта примија 12 пациенти и кај сите нив има значително подобрување на здравствената состојба и имаат поквалитетен живот. Од Министерството за здравство изминатиот период неколку пати најавија дека работат на обезбедување на Трикафта за сите кои имаат потреба од лекот, но не соопштуваат до каде е постапката и кога ќе го добијат и другите пациенти. За да може оваа терапија да се купува директно од производителот, беа направени законски измени, а надлежните се заинтересираа за болните од цистична фиброза, откако во февруари почина пациент чекајки државата да му го обезбеди лекот.